Океј, се враќаме назад, овој пат со мене е Дамјан Климакс Илиевски, веќе е добро познатиот джанглер во Македонија, од Здраво, дечки. бившиот тим Пита со прас, или уште се упита со прас? Па, моментално пита со праз не постои, така да... Наравно, Ако- пита со месо е супериорна, така да следен пат ако правите тим, направите пита со месо. Да видиме само уште овој тим сакаат coin flip, така да го побарам само на Google, се надам овој пат нема ми падне компјутерот. Еве го. Глава е тимот на Inhuman 5K или Tails е тимот на Harmony. Правиме флип и паричката вика глава, така да Inhuman имаат право на бирање, дали сакаат да одберат страна или ќе им дозволат на Harmony да одберат страна. Шо бирате? Да ги наместиме исто така и мињата додека се, ако се има прерадување, ако не може одма да почнеме. Не се ни на Discord собрани тимот на Inhuman. Добро, уште се расунуваат дечки, сепак има доста Да, тешки групи вчера. Дамо 3 сати, брат. Попладне. Па, Вајда станале. добро, сега некои заглавиле најверојатно. Лумпувале што прошле во плейоф. Тих одбираат Red Side, така да мислам дека се ми е наредено мене за тих да се на Red Side. Не. Вакво. Треба да ги сменам. Додека се прередуваат моите, јас ќе прередам овде во OBS, а дамо мене ми јавија од режија дека тебе ти стигнала пица од каде? Од Јакомо. Јакомо или Джакомо? Джакомо. Само. Ајде, да видиме таа кутија, те молам. Секунда, само. Леле, кај остаи пицата? Ја дај на твоите? Не, тома драго. Приоритет за мене. Одма се враќам. Каква несериозност. Ме остави сам на стрим. Како е да уште еднаш благодарност до Giacomo, до Nexio, до M3DS, до Infinity Gaming Center, Insomnia, Pro Gaming Club, GGTV, за што ни ги остави овие временски периоди за да го стримаме овој турнир на Меса, организиран нели од Меса. One Up, Skopje Downtown Hostel, Галерија, Links Animation, наравно Odax и еве го тачно на време. Ова нажалост ќе биде за после. И моментално имаме доста интересен меч што не очекува. Нема, значи нема сега да ја јадеш. Иако звучи доста неодолимо. Дефинитивно. Што зема, капри? Ба, капричозо, стандард. Наравно. Што си е сигурно, си е сигурен. Сигурен, многу убава салама имаат Јакомо. Така да... Искрено да ти кажам, имам неколку пати јадно од Јакомо и секогаш било супер. Да, меко тесто, убаво растечен кашкавал. Ше еднаш благодарност. Ние исто така денес ќе даваме уште еден маус од Nexio, само што треба ми стигне вториот. Доколку не ми стигне, знаете, веќе го дававме маусот вчера. Еве го G-Skill MX780, уште еден ваков ми кажа дека ќе даваме денес. Исто така ваучери од галерија, така да после овој гейм ќе ги даваме сите награди. И уште неколку кодови за попуст на пица од Giacomo ќе бидат доделени. Доколку немате идеја што да имате за ручек денеска, ете ви некоја фамилиарна пица по цена за средна, ако не се лажам. Нешто
баја ги попуздаваат. Го сакам климакс у поштеденско сандаче, Хенге Јопе вика, ама нема климакс, ми треба мену моментов да се појави. Да, Тоест тука се е појави. климакс. Тука си ти. Тука е климакс, тука е некоја време. Да се појави у четов Демне. овде и да ги активирам се тимовите да се упалат убрже. Би требало за некоја минута да стартне геймов. Да, гледаше ли Reborn против Винчит? Упален ли ти беше стримот? Винси Томнија, иначе... Не е Винчит? Преферира да ги вика. Винси Томнија. А иначе... Интересни геймс беа во секој случај. Мислам дека имаше моменти кај што за некои работи се покажува малку подобро Винси Томнија, меѓутоа сепак не успеа да капитулираат на некои грешки што ги направија Reborn за време на Early Game. Мислам дека сосема окей игра за втор гейм. Ама се случи што се случи. Тоа падна премногу назад. Немаше веќе како да се спора со таа Калиста, доби премногу слобода. Картусот имаше доста време за да скелне. Зашо не банираа Картус? Ајде, објасни ми. Ајде, првата партија помина Картус, втората? Искрено има друга работа што ако знаеш како да играш во Картус во некоја ситуација, ако пикнеш нешто што би може да изигра малце поагресивно за време на early game, дефинитивно ќе може да речеме да го исконтролираш тој гейм. Работата е Картус ако не добива толку ресурси колку што треба, можеш ти комотно да го игнорираш во меѓувреме. Ако не добива он толку ресурси, уствари нема да биде толку ефективен колку што беше во овој гейм. Меѓутоа геймов имаше winning lanes, имаше доста агресивни лейнови, имаше толку многу приоритет на секој од лейновите што не верувам дека имаше како Елизот пред се да влезе во противничка џунгла, камо ли да се тепа еден против еден. Така да дефинитивно мислам дека беше прав одговор од страна на Reborn и мислам дека драфтот беше ептен со одветен од целата ситуација. Малце ми беше сомнителен само Аурелион со пикот на мидлен, меѓутоа пројде. Ваха сакаше да лета Ер Ваха постојано со тој Comet Legend. Така да добро изротира Ваха неколку пати уште пред да може Талија да одговори со незиното улти. Така да доколку се спремни двата тима може да упалат pick and ban фаза за да почне второто полуфинале денеска и да видиме кој ќе се бори со Reborn Esports во финалето за вредните награди што ги даваат нашите спонзори. Кој е твоето мислење за овој гейм, иначе? Овој мислам дека ќе биде релативно еднаков гейм, каде што ќе доколку не направат некоја поголема грешка, мислам дека овие два тима се релативно еднакви и во скил и во макроменеджмент, така да ќе видиме дали некој джанглер или некој сапорт ќе биде малце по-проактивен и ќе бара да направи некои потези што ќе им донесат нели предност на својот тим. Кога сме на тема на сапорти, дали мислиш дека овој пат повторно ќе пројде Зератот на Еспадас? Па Еспадас се нареди прв да бира, така да вајда имаат замислено дека ќе земаат Зерат као прв пик и ќе Еспадас се Малфайт бан. Вчера се покажа доста интересно тој Малфайт. Ако не сум грешка, Гоки го играше од Scarlet 5 два гейма поред, или како да беше? Да. Имаш уште некој се одлучи да игра Малфайт? Малфайт у Джекс, мислам дека Гоки играше против Малфайт прво и изгуби на лейн, па после тоа Свети Методи го играше исто така Малфайт. Да, така. Моргана и Мордекајзер се вторите банови од тимовите. Сега со последниот бан од првата фаза се е Дрейвен. Двајцата браќа Дариус и Дрейвен се банирани. Добро, поќе е јасно уствари дека овој дека уствари Копер е така поќе познат по неговиот Дрейвен. Имаме и македонец што игра Дрейвен постојано. Да. Видиш, не сум знал.
Добро, Трандол е последни, ете го тој Зерат од Еспадас, да. Чиме Трандол баниран, тука им останува Орн да го земат тимот на Inhuman, бидејќи нема веќе кој да го каунтерне целосно Орн. Па добро, да, дефинитивно со оглед на тоа дека видовме дека Хармони преферираат да идат секогаш на тој Орн кога ќе биде тргнет Дариус и Мордекайзер. Така да од друга страна гледаме доста интересно Юми фрст пик. Юми Мис Форчен, тоа значи ќе има агресивен 2 на 2 постојано фајт од страната на Inhuman. Па мислам дека нема да биде толку агресивен колку што ќе сакаат повеќе да го преживеат овој лейн. Дефинитивно ќе го преживеат, бидејќи Make It Rain и Prowling Projectile мислам дека ауттрейдат буквално се. Мис Форчен има доволно movement speed за да може да ги избегнува тие скилшотови од Зерат и ги со повтора на Тристана. Интересно што уствари Мис Форчен треба да се зема преди дека има movement speed само кога не е во комбо, тоест кога не е во комбат или кога не е удрена, тоест. Да. Пардон. Но сепак и се реактивира со втората. Со активација на W. Меѓутоа во тој случај рачуне ако не се трейда, тогаш ќе мора да изгуби атак спид за некој период. Јасно, да. Еокрили Грах на малце поагресивен джанглер. Ли Син и Джарван бе отворени, но он го одбра Грейвс. Седжуани од друга страна е одбрана за тимот на Inhuman. Владимир Бан е првиот од втората фаза. Интересен пик Грейвс. Прв пат мислам дека го гледаме за време на овој турнир. Доста интересен пик, може да функционира окей, меѓутоа сепак зависи од тоа како ќе одлучиш да го играш геймот. Дали ќе играш доволно агресивно и дали ќе успееш за време на early геймот да поставиш повеќе притисок. По споредба со Седжуани што не преферира нешто многу да се тепа за време на early гейм. Така да може да биде доста интересно. Има голема веројатност ствари Грейвсот да константно да каунтер джангла, да пробува да зголеми предноста за време на early гейм. Дали ќе бараат тимот на Inhuman двајца меле соло лейнери за да можат да работат заедно со Седжуани? Ќе видиме, Клед веќе е баниран, тој е еден од мидлейнерите тоест од лейнерите кои се меле и можат да ти останат у фаца цело време, заедно со пасивната може одма да стакне пермафростот на Седжуани. Иако да речеме од една страна било окей доколку има два мили херои на миди топ, меѓутоа не е ни приоритет од друга страна, дека самиот херој по дефолт ствари има доволно crowd control, станови и такви работи за да не е потребно уште еден човек, да. Да, рачуjem дека од друга страна има голема веројатност тоа и да биде Ирелија на топ лейн од страна на Джоджо Inhuman. Мислам дека било многу соодветен пик моментално. Не знам како ќе се држи против Орн, дека најверојатно и тоа ќе биде следен пик. Гледаме Касадин од страна на Хармони, ова неочекувано. Ваха играше добар Касадин. Да, така да. Ваха играше добар Касадин, меѓутоа не успеавме да го видиме како игра Касадин или најверојатно играше. KLCL 9 играше. Да, KLCL 9 или пак евентуално Ваха ако не играше првото коло од групната фаза, не ми текна точно. Ментално одамна беше. Гледаме Шен. Да, Шен тоа ќе биде топ лейн, Касадин мид лейн, нема флекс пикови од страната на Хармони, секој си има свој лейн, се знае каде ќе се иде, меѓутоа Райзе од другата страна може да иде и мид и топ лейн. Ја го преферирам искрено Райзе топ лейн, бидејќи во ситуацијава може да функционира многу добро во Шен. Од друга страна за против Касадин може да земеш нешто многу поагресивно. Има голема веројатност да бише да биде ова дури и Фиора во Касадин. Или не? Сепак устари Воке се одлучува да игра Райз. Може да биде да. Джоджо на Фиората. Со тој аутоатак ресет, мислам дека Фиора у Шен е малце чудно, бидејќи Шен со тој Spirit's Refuge denied аутоатакс. Така да претпоставувам чисто е земена за да може.
доколку се игра добро околу таунтот, може многу лесно да добие некој си краток трейд фиората. Меѓутоа малце е специфичен мечап, пошто Шен може да има многу лесен лейн и со многу малку уствари познавање на тој мечап, доколку Фиората, тоест пардон, од друга страна па Фиората мора константно да прави некои си огромни аутплеи за да функционира овој пик од целата ситуација. Мислам дека се знае уствари дека ако Фиора падне назад, уствари ако не е во позиција константно да сплит пуша да го убива тој Шен 1 против 1, мислам дека може да води кон многу тежок гейм. Фиората, главниот демидж на Фиората е преку удирање на тие Vitals од пасивната што ги добива, но Шен со неговиот меч што добива, тоест со активирање на сите магии, пасивната му дава штит, па може малце да динајдне од тој демидж што го има Фиората, полкот со денсот. Не, мислам дека беше Кјуто уствари која ќе повлече мечот и ако е преку некој, ако пројде преку противник, тогаш дека добива шилд. Не, добива штит на пасивна, ако помине преку противник, ти се зголемува процентот на демидж на тие три аутоатакс што ги добиваш и плюс правиш слоу. Што не е битно. Втор пат ти кажам како работи. Некоја магија. Добро кажам, нема да ти фрлам веќе у фаца вакви ствари. Добро, едноставно што ми боде очи е пикот на Гисов со Тристаната, што не беше баш најсолиден секој пат кога ја играше, но затоа имаше добра Мис Форчун и Вейн, ако не се лажам, играше Гисов. Не играше воопшто Мис Форчун, играше Кајса, ако не сум грешка. Кајса и Вейн, да. Таму изигра многу појако, што претпоставувам ги знае тие херои подобро отколку што ја знае Тристаната. Тристаната имаше неколку рокет џампови каде што експлозив шотот него стакна и него ресетна рокет џампот како што треба и беше у лоша ситуација, мораше да искористи флеш за да избега. Да, иако Тристана, да речеме, изгледа еден од поедноставните херои, да, од друга страна е еден од поедноставните херои, лесно е да речеме да може да го играш херојот на некој пристојно ниво, меѓутоа треба малку повеќе знаење, малку повеќе искуство за да знаеш уствари кои се некои специфични интеракции од типот како нешто што константно добиваш и што се прави за да можеш полесно да го искористиш експлозив чарджот, е уствари со доколку имаш да речеме 2 стака и мавнеш улти, одма после ултито имаш фора за аутоатак ресет, ако знаеш да го изиграш тоа како што треба. И тоа може многу добро да функционира. И секогаш, да речеме, некои Тристана играчи што имаат повеќе искуство го прават тоа константно. И тоа е многу краток трейд, меѓутоа многу ефективен. И знае да бутне дури 600 хп, да не речем, за време на за early геймот. Ако не и повеќе можеби. Да, обично сакаат и така да го завршат тој фајт каде што гулташ противникот што има, нели, експлозив шат на тебе со бастер шот, го праќаш тој аутоатак со мање више 1200 рейндж, нели, како што лета противникот, лета и аутоатакот и експлодира во позадина, паѓаат црни научари кај тебе и cool guys don't look at explosions. През the attack имаат и Miss Fortune и Тристана. Гледам од друга страна Domination на Тристана како секондари. Малце невообичаено како за Еди Кирина да идеш на секондари Domination. Што би идел? Па во случај мислам дека паметно да се иде Sorcery и најчесто играат со Gathering Storm и со Absolute Focus. Не играат со Absolute Focus, играат со за Movement Speed после Summoner Spell. Аха, Nimbus Cloak. Nimbus Cloak, да. Па, добро, окей, најверојатно иде на фактот што исто така Тристаната користи доста abilities за да се трейда, нели, Buster Shot и Explosive
charge и се abilities кои прават релативно окей демидж, така да го успее да ги земе тие 5 стака што се од противничките херои, ќе се лечи и од магиите и претпоставувам има Thirst for Blood беше тој рун. Taste of Blood и наравно има Ravens. Ravenous Hunter. Да. Сега ќе потврдиме Ravenous Hunter и Taste of Blood. Знам што е сосема окей, беше еден краток период уствари тренд за Сивир, бидејќи она уствари, ако не сум грешка, скоро целиот демиджи беше од abilities. Од abilities, така да беше сосема окей. Меѓутоа од друга страна малце чудно звучи за Тристана. Ќе видиме додуше како ќе успее сепак тоа да го изигра и дали ќе биде толку значително како што го правиме ние. Од друга страна гледаме доста стандардни рунови, нема ништо во нормален. Да, фейз рашот на Грейвс ти е по вкус? Па, да, моментално многу повеќе се игра фейз раш на Грейвс, бидејќи искрено моментално нема некој си друг рун устар некој што можеш да се ослониш повеќе. Дека имаше доста долг период кога што се играше, да речеме, како да ја Fleet Footwork, меѓутоа работата со овој рун е уствари што ти го возможува да не може да те слона до 1-3 секунди, ако не сум грешка, или 2,5 мислам дека беше. Добиваш доста голем момент спид и овој Грейвс може дефинитивно или да избега лоша ситуација, или пак да нема како да го тргнеш од својот беклайн. А дефинитивно мора да стигне некако до противничкиот беклайн, иначе не е некој си херој што може да направи демидж на тие танкови. Јасно. Може исто така многу лесно да активира тој фейз раш со автоатак, smoke screen и првата ability беше нели end of the line, што му дозволува smoke screenот успорува, нели прави slow, и кога се активира тој фейз раш може Грейвс да се репозиционира на по-добра позиција за да проба да го земе тој кил. Ја имам видено многу Грейвзови со презди атак, ама мислам дека тоа е малце спор. Ауто-атак спид има Грейвс за да стакне таква. И на крај крајава не е некој си валиден начин како да правиш повеќе демидж. Имаше еден период кога што се играше со Hellblade, имаше еден период кога се играше со Electrocute, Dark Harvest период имаше, каде што Dark Harvest зема буквално сите лейнери, освен сапортот. Не, ова ти зборам за додека не се бафна, како доаѓа, додека не се бафна Phase Rush. Да. И со последниот баф на Phase Rush, уствари, мислам дека дефинитивно нешто што би сакал константно да имаш на Грейвс. Јасно. Класичен старт од долната страна на джанглерите. Гледаме од друга страна, Грейвсот одма агресивно се движи, наверојатно ќе иде право на Громп. Го наоѓа Пайко на Громп на 250 хп. И Пайко вика, што ми е гајле, земи си ја жабата, ја идам у база и меѓутоа работата што Грейвс моментално ќе фати левел 3. Одма. Да видиме дали ќе направи нешто од тој левел 3, можеби мидлейн, можеби добар таунт од МКД Pro. Джоджо е на 50 хп, но го искористи последниот Empowered Auto Attack и нема веќе... Тоа беше дефинитивно голема грешка од страна на Фиората, знаеше дека нема да фати левел 2 пред Шенот, сепак остана толку напред што на крај заврши само на 10% хп. Да, од друга страна Грейвс... од страна на Гису, Shocking Orb и Explosive Shot се на Chopper. Пайко е постојано... Пайко нема што да прави, редбафот ќе го успори Пайко. Има флеш, да, ето го флешот. На сигурно ги изгуби двата бафа Пайко. Пардон, не, редбафот само. Мислам дека се ова е последица од тоа што имаше приоритет на мид и на топ.
Дефинитивно, Райзато и да ротираше, нема демидж early game за да биде нешто преагресивен. А Шенот нели ја остави фиората на ептен малце HP и не можеше фиората да изротира. Да, вон тоа треба да се земе предвид дека Касадин, иако е еден од полошите херои за време на early game, додека не фати 6 лево, меѓутоа во тоест Овој мечап? во Райз мечапот уствари не е и така лош. Може да речеме дури да биде скоро подеднаков во притисок, може да бутка скоро исто колку него. Нема да прима колку демидж, нема да може да добива карас, така да го гледаме Фиора агресивно иде тука. Дали смее да се дозволи вако нешто? Користи флеш, меѓутоа тука ще има уште флеш. Джоджо се видува добар таунт, Empowered Attacks, ќе значи first blood за Шенот и ова искрено не го очекував од Фиора да губи лейн вака. Во меѓувреме Со друга страна не да, престанува со агресијата. Сеџуани е левел 2. Ео Крили Грах му го има бројот земено на Пайко и не му дозволува да помине. Мака да повторно се трейда секој пат кога има Grasp of the Undying, за да го стакне своето HP колку што може повеќе и у исто време да направи демидж. Чопер добар агресивен флеш од страна на Чопер. Меѓутоа треба нешто да се напомене што уствари Тристаната гутна тука Rocket Jumpот. Ако гутнеш Rocket Jumpot и ако не пуштиш да речеме ето пред да паднеш на противникот, губиш многу голем дел од брстот. А тука не верувам дека ќе успее уствари да ги даде тие 4 стакови на експлозив чаржот. Да. Така да ќе видиме како ќе се одвива овој скирмиш bottom lane од кога ќе прекина паузата. Не знам дали ќе успеат да ги убијат Team Inhuman, дуото на Harmony, бидејќи Јумито нема мана. Да, дефинитивно треба тоа да се земе предвид. Друга страна, Копер е моментално левел 3. Тоа може дефинитивно да го сврти целиот тек на овој мал трейд. Од друга страна имаме искористено веќе екзост на Тристаната, меѓутоа сепак не сме да се потцени демиџот што може да го направи картусот. Мисфорчуни и Јуми. Не, Зера за Зера. За Зера збориш. Ќе видиме, он има Кленс. Дали ќе бркаат сега? Се повлечат само? Да. Мислам дека беше најсолидниот одговор на Севова. Да, најпаметно од двата тима. Сепак се уште во подобра позиција, бидејќи моментално боткот на Team Inhuman нема воопшто саманери. И нешто што наредно би требало да видиме е Грейвсот да се движи околу тој ботен. Или пак евентуално да продолжи да прави притисок на Сеџуанито. Поминува моментов на Вард Грейвсот преку глава од работење, но што е тоа? Ќе се помучи уште малце машината. Продолжуваме назад 2-0 и Змеј за тимот на Harmony. Убиството, нели, First Blood е земено од Шен и уште едно убиство има Касадин на мидлейн. Предоставувам соло кил, бидејќи нема асистенции. Да ги средам играчите само да се наесени. Постојано Мгдо Про заедно со Тиаматот трейда против Джоджо и го бута под кула за да... Само ако може малце да се синхронизираме со админите. Аха, окей, чекај. Дека јас сум моментално 10 минута и 55 секунди. Добро, мене ме врати тамо назад. 11 минута и пак било 3:1. Така да. Убиство зел Ео Крили Грах на Грейвсот. Просто само го фатил Пайко негде. Грейвс има дупло фарм во споредба со Сеџуанито. Тотално го доминира овој early game, покажува кој е супериорниот джанглер. Дефинитивно Ео Крили Грах како да му ги читам мислите на Пайко. Знае кај ќе иде, што ќе прави и
иде... Работата е што моментално имам импресија дека Сеџуани е толку уплашена, дека Грейвс константно поставува притисок на незе, што не може, не ќе да се осуди да направи нешто неочекувано. Мислам дека тоа е дефинитивно нешто што би сакал да направиш, посебно оваков мечап. Дека ако продолжиш да губиш притисок, ќе биде малце тешко да се справиш со Грейвсот. Иако има доста безбеден mid и late game, иако да речеме назад, меѓутоа мислам дека Грейвсот ќе има многу повеќе потенцијал да направи нешто значително за овој гейм. Да, јасно, бидејќи Грейвсот е уствари кери кој може заради начинот кој напаѓа да... не, добро, мислев го фейлнат дешот и окрили грах, ама не. Blindness и Еспадас доаѓа да му помогнат, но само Team Inhuman ќе се вратат назад и Пайко ќе продолжи да зема што му е дозволено да зема. Окрили грах се уште останува во противничката џунгла, дали ќе го најде Пайко, го наоѓа. Ете го тој Phase Rush активиран. Добар End of the Line, брзо активиран. Еспадас ќе... Има улти? Добро изиграно од страната на Хенге Јокај, агресивен флеш, помага End Chapter да рокне. Blindness ќе се обиде да ја убие Miss Fortune, но не е успешно. Blindness го зема Пайко. Да. Blindness тука ќе падне со рипост ќе успее да преживува Джоджо, не е успешно. Ете го тој Buster Shot. Ево го ресет. И Хенге Јокај ќе преживе, да. Веќе подкула нема да брка. Нема да игра толку агресивно, сепак нема веќе експлозив чардж. Кристаната така да одлучува да се врати сепак да земе ако не уште еден турен. 4 наспрема 2. Така да Хармони земат многу повеќе во овој тимфајт. Првата кула исто така паѓа на страната. Дефинитивно, имаат моментално 5000 голд разлика. 14-та минута. Што не смее уствари Тих да падне назад. Паѓаат назад. Малце лошо звучи. Малце лошо звучи со оглед на тоа дека Фиора не верувам дека ќе може да се спротистави на тој Шен што е веќе доста напред. Ninja Tabi, Bramblevest и Bami Cinder заедно со Тиамат ќе ја држи Фиората под нејзина кула. Blindness. Да видиме. Фиора нема флеш. Ќе се тепа, доаѓа Пайко да помогне, рипост ќе го фати таунтот. Рун Призен. Глешал Призен ќе го држи мака да замрзнат. И уште едно убиство за Джоджо. Гисо веќе ја искористи својот Rocket Jump. Исто така и Buster Shot беше искористен за да избега. Bullet Time ќе остави Гисо на пола хапе и тука Копер. Да, исто така и Юмито е без излез и успеа да го свртат тој тимфајт. Тој скирмиш, нели, мидлейн на Гисо. Мислам дека овој Касади не смееше да отиде толку напред за време на early game. Да, имаше премногу притисок на било кој од линовите. Посебно ако играш во нешто како Касади, дефинитивно не би сакал да имаш Райз на твој тим. Бидејќи кога ќе дое late game, Райзот не верувам дека ќе има како да се справи уствари со Касадин. Ќе видиме. Мислам дека доколку го рутне и успее да го победи тој трейд и да избега со Phase Rush, можеби Райзот има шанси, но ако Касадин директно скокне на него со Рифлокот и Dark Sphere во Force Pulse, мислам дека е инста гиб за Райзото. Со 3 стакови на ултито најверојатно ќе биде во позиција дури да го утепа Райз во едно комбо. Blindness сега се обидува да го најде Пайко, но само го зема Чучко Гром. Продолжуваат да злоупотребуваат лоша ситуација на Сеџуани, не дозволуваат воопшто да го игра геймот. Тотална контрола гледаме на противничката џунгла. Да, има 3 варда на
црвената страна на џунглата, тимот на Harmony, додека Inhuman се борат за визија, барем да стават да видат доколку има шанси за фленк или некој као Grace или Blindness нели ги очекува во нивната џунгла. МКД Pro со сплит пушот постојано го држи Джоджо под кула. Веќе има едно 15 крипови разлика тамо. 50 крипови разлика мидлейн и ада керињата се еднакви. Моментално гледаме скоро 8000 голд разлика. Да, Еокрили Грах и Гисо ќе го најдат Пайко, но мислам дека не става продолжат да играат толку агресивно моментално. Сепак нема флеш тука Грейвсот. Bullet Time ќе го донесе Грейвсот на малце хапе. Stand United, Taunt на двајца. Флеш, малце покасно. Малце доцен флеш беше од страна на Фиората. Да, и Джоджо ќе биде пратен база и он се одлучува да иде за Blade of the Ruined King. Разбирам дека айтемот е бафнат, ама не верувам дека е до толку бафнат за да изгубиш лейн од Шен. Мислам дека напротив, Шен е еден од појаките моментално танкови на топ лейн и вакви брузери на топ лейн може многу лесно да им парира, може многу лесно да постае притисок. Така да не е Шен за подценување дефинитивно. Не викам дека Шен е за подценување, колку што викам дека на Фиората и треба исто така Тиамат, за да може да се тепа еден на еден со Шен, со Шен. Баш напротив, мислам дека ова е соодветната одлука, меѓутоа се зависеше од тоа како ќе се изигра early game, дека Фиора дефинитивно мора да биде подобриот играч во ситуацијата, треба многу да се труди уствари за да го победи овој лейн, дека по дефолт уствари од самиот почеток не толерира некоја грешка. Ако направиш било каква грешка во овој мечап, дефинитивно го губиш. Да повторно ќе и влезе таунтот утнува и тука ќе ја остави. Веќе има готов Титаник Хайдра. Ете го Гисо со експлозив шот ќе и ја експлодира Фиората. Тристаната почна да прави демидж. Да, веќе Фиората имам импресија дека некако како е демотивирана, не ни искористи ни рипосте во за го најде тој да демидж од експлозив чардж. Еокрили Грахе го повика Хералд од мидлейн за да земе кулата, но мислам дека да ќе го убијат Копер и Хенге Јокај. Но за тоа на топ лейн страната го пуни својот експлозив чардж на кулата и уште една кула иде на страната на Harmony. Треба да продолжи тука на ботлейн. Од добра позиција нема кој да одговори на него, дури да дојде да речеме Фиора на ботлейн, не верувам дека може да All на страна на Гисо ќе изфорсира флеш од страна на близко. Bullet Time ќе го земе. Грейс успеа да врати еден кил. Целата лоша ситуација. Да, collateral damage ќе го земе Копер, додека Копер успеа со Bullet Time да го убие Гисо. Мислам дека Гисо се уште дали го преценува својот демидж, му фали многу малце, му фали за да може... Мислам дека моментално игра улога познавање на демиджот на хероот, барем малку повеќе искуство и коре доле уствари мала адаптација на тој билд што го има веќе, бидејќи мислам дека не е баш најсоодветен за Тристанова ситуација. Океј, како уствари можат у моментов Team Inhuman да организираат тепачка што ќе оди во нивна корист? Претпоставам Ryze улти? Ти кажам доколку го имав одговорот на прашањето, дефинитивно одмак им го кажам на играчиве, пробувајте некако, извадете го геймо. Ама не ми изгледа некако на најсјајно моментално. Дефинитивно нешто што би требало да направат е да причекаат, можеби до уште еден ајтем од страна на Ryze-от, некако да успеат да фатат двајца играчи, евентуално да биде еден од тие Касадино, да убијат пред цела битка, да добијат некако барон. Ама ова е буквално треба да не речам Harmony да одлучи да крене раце од маус тасатура и да каже слободно земете го геймот.
Јасно, на овој моментов најголемата голд разлика е на mid lane и на топ лейн дури, така да тие херои доколку се убијат нели Шенот или гледаш призем од страна на Пайко ќе одржи грезот на Мазе хп, но нема доволно демидж. Стенд Юнайтед ќе одржи жив Гисо. Ќе мора Воке тука да се флешне за да нема ништо. Ео Крилиграф. Меѓутоа тука е Красадин во добра позиција, невратно ќе фати тука и Фиора. Умира и Райс. Меѓутоа Красадин воопшто не ни прима демидж. Еспадас. Контролите продолжат да се џоани. Мислам дека ова е Surrender или Disconnect од страна. Surrender или пак Се надевам дека не. Да паднат моралот на тимот или најверојатно беше некој грешка. Некој дисконект. Да, reset на IP. Хармони се фокусираат на Барон. Тристана е една од побрзите AD кериња што го прави Баронот, на его Blindness. Фул комбо на Miss Fortune и ќе го прати Копер да го гледа сивиот екран. Треба да се зема преди што најлошото уште не е дојдено. Касајот е левел 14. Добро. Касајот е страшен веќе. Дали ќе го убие сите тројца? Ова би требало да биде 1 против 3. Сите на Force Pulse ќе го успори. Доаѓа од друга страна и пиота, дали? 1 на 4. Уште еден Force Pulse. Рипост ќе го успори Касајот, но нема да го убие, ќе се спаси. Дајте му на човекот Пента. Заслужуваше ова ситуација. Не, мислам дека имаме видено квадра кил ако не се лажам, ама пента кил не. Копер се обидува нешто да изгледа агресивен, добар флештаун од страна на МКД Про. Уште едно убиство иде за Касајинот. Се обидуваат постојано да се тепаат тима на Inhuman, но џабе нема веќе што да прават. Ейс, да, Ейс. Мислам дека овие таймери се сосема доволно големи за да може да го заврши тој гейм. Толку се напред што не верувам дека има никаква шанса да се врати веќе Team Inhuman во овој гейм. Воке нема wave clear, затоа тимот на Harmony имаат 25 наспрема 5 водство. Не ми се допаѓа како контролираше овој гейм Грейсот. Ево, Крилиграф навистина го изигра прекрасно овој гейм. Секоја чест. Мислам дека баш ова требаше да се случи за константно да продолжи таа агресија. Ова дефинитивно треба да се прави во ваков мечап. Мислам дека Пайко нема да смее да си дозволи уште еднаш да игра, да речеме, ваков херој што за време на early геймот нема како да се спротивстави на таа агресија. Дека ако продолжи вака да игра, најверојатно истото ќе продолжи да се случува. Или подобро пикни нешто што ќе ти овозможи да изиграш безбедно, не мора да биде кој знае колку јако во 1 против 1, меѓутоа барем да има како да се снаоѓаш во вакви ситуации. Дека ова како почна да иде по надолна линија, не престана. Константно продолжи агресија во се џунгла, продолжи на кај топлен редав да му украде. Не престана, навистина не престана. Да, ево Крилиграф одлично изигра. Мислев дека овој пар ќе видат малце подеднакво, знаеш, според ранкот ќе видат подеднакви партиите, но едноставно треба да се зема преди дека Harmony се можеби единствените што може да им парираат на Reborn или пак барем да им земат една партија од тие 5. Па се надевам. Не се знае, наистина мислам дека сега не се знае. Со оглед на тоа дека имаме многу малце информација од кој тоа е уствари е Крилиграф. Мислам дека е странски играч во ситуацијава. Да, за сега доста добро се покажа. Мене ми се допаѓа како игра во овие геймови. Да, Ел Крилиграф и Еспада се дефинитивно MVP на утакмицата, чисто заради тоа што Чекај да, значи идев натака и сега ме прекинаш. Чисто заради тоа што early game им помагаат на своите лейнери, дали на Гису, дали на Blindness, дали на МКД Pro, да почнат да сноуболаат малце по малце предност, со што Blindness и Гису успеваат
убаво да се покажат у лейт гейм каде што треба. И наравно да си ја прават работата која им е дадена, тоест да прават Сума кери. сумарум подобар мидлер повед. Добро, ја викам дека Jungle Difference е у моментов прва партија, ама ќе видиме. Втората партија може Пајко да ни изненади, може ќе видиме нешто поагресивно како Евелин. Мала шала, во никој случај не смееме да речеме да ги подценеме и Тим и Human. Сепак се дојде тука до полуфинале, така да може да очекуваме и подобар гейм. Да, се надевам ќе видиме нешто поагресивно за да му парира на Еокрили Грах, да се тепа со него, доколку Еокрили Грах нели се одлучи да игра нешто како Грейс или Лисин, што постојано сака да инведа или да ганка, да врши притисок на мапата. Наспроти фарминг джанглерите што Fallen Angel ги обожава да ги игра и да ганка од база. Иначе добив информација, изгледа джанглерот е моментално некој семај про играч што најверојатно и наредна сезона би требало да иде во академи во NA 100 Thieves. Одлично. Мило ми е што имам шанса да го кастам. Така да сега ќе го направиме лобито пак. Ќе идеме на 2-3 минути пауза за да се пуштат реклами, музика малце и се враќаме одма со Game 2 од второто полуфинале помеѓу Harmony и Team Inhuman. Така, се враќаме назад во живо. Овој пат приматот на Даремо го пуштивме приматот да одмара, а ние го земеме приматот да коментираме јас и Climax. Паци ќе биде малце оставен да земе здив, да се спреми за финалето. Ние го коментираме и влагаме во вториот гейм за кратко, помеѓу Harmony и Team Inhuman. Со нас е Climax, сега го ќе ми помогне така во наводници во коментирањето, тоа ќе си помагаме еден на друг. И останува да видиме после интересен прв гейм во кој што видовме неверојатно одвратен демидж од страна на Касадин и Snowball. Ќе видиме во вториот гейм каков ќе биде одговорот на Team Inhuman на стратегијата и на оној плей што го видовме во првиот гейм од страна на Harmony. Сега за сега Harmony изгледа предобро, Team Inhuman изгледаат окей, останува да видиме што ќе се промени, влагаме во pick and ban фазата. Кажи ми, дали ќе очекуваш уствари повторно да видиме такви некои агресивни пикови од страна на Harmony или мислиш дека овој пат евентуално ќе се одлучат да играат пак можеби нешто попасивно или се желни да стигнат што побрзо до финалето и да покажат што може да направат уствари во целовиот турнир? Јас мислам дека и покрај тоа што го видовме Blindness, кој што доминираше во претходниот гейм од mid кон late геймот, нели? Она што го гледаме и што е конзистентно и во геймовите вчера што ги гледавме на Harmony, и во овој гейм денеска што го гледавме во првиот гейм од серијата на полуфиналето, она што е видливо веднаш во око што паѓа дека главните две алки во играта на Harmony се Espadas и Еокрили Грах. Тоа во превод значи дека доколку тие успеат да го сноуболнат првиот дел од геймот и дојдат до соодветен лид до некаде 15-та минута, ми се чини дека на тој начин добиваат огромна предност Harmony, која што многу добро знаат да ја транзитираат во победа кон крајот на геймот. И на основа на тоа очекувам дека они двајца ќе изберат повторно агресивен тип на сапорт и на mid, и на jungle, а на основа на тоа па и скейлинг да е компот, мислам дека ако го играат Harmony својот гейм на овој начин, мислам дека повторно ќе имаат одличен шоу-ап или одлично ќе се покажат во следниот гейм. Очекувам агресивни, барем джангл и сапорт, а за другото ќе видиме. Гледаме од друга страна пикна Зек за Пајко на веројатно оваа ситуација. Од друга страна гледаме одма одговор со Олаф. Ова дефинитивно мора да продолжи. Со оглед на тоа дека претходниот гейм се покажа толку доминантен, дефинитивно треба повторно да се ставиш во иста позиција. А посебно како што Зек не е некој херој што сака да се тепа за време на геймот. Посебно ако уствари проба да направи некој ганг, тоа би требало да биде каде што ќе биде во поголем број негови своите противници. И ако не се воведе во таква ситуација, малце тешко ќе биде да го изведе овој early game. Или пак евентуално ако одлучи да идат на такво нешто, било најпаметно доколку моментално тимот Inhuman има доста агресивни лейнови. Стратегијата што победува не се менува, така да претпоставувам дека тоа го имаат на уми тимот на Harmony.
Ео Крили Грах и продолжува и понатаму со неговите агресивни пикови. Ќе видиме early con mid game champion кој што би требало да прави чуда во џунглата на почетокот. Гледаме невообичаен пик, нешто што нема видено до сега на турнирот. Физ, мидлейн. Да, ќе кажав, ќе сегвејнев до тоа дека имаме нестандардно нешто кое што се случува во овој гейм и се надевам дека имајќи го блайнднес на Касатин, знаејќи како тој може да сноубола и каков агресивен играч е кога ќе дојде неговиот момент да сјае во играта, сега го имаме Физ. Баш ќе биде интересно да се види таа транзиција од еден во друг чемпион, кој што по стайл се слични како агресивни пикови, меѓутоа по начин на игра и по механики се малку различни сепак. Од друга страна имаме Тарик и Оријана, прилично скейлинг комп веќе бира тимот на Inhuman. Една интересна работа што имаше еден краток тренд и најверојатно, тоест не сум сигурен дали продолжи, уствари во Кореја се играше Физ со прес ди атак. Што е целата работа? Дека ако пуштиш Q, ако дадеш еден аутоатак и ако ресетнеш аутоатакот со W, имаш веќе прес ди атак одма сетапнато. И ако не сум грешка, тоа иде во прилог и на останатиот демидж што може да го направи Физот. Имај во преви дека ако се одлучи на такво нешто, мислам дека ќе може многу лесно да го доминира тој лейн. Иако од друга страна понатаму можеби ќе изгуби малку консистентност во трейдови, во брст, знаеш, можеби малце ќе се стави под знак прашање на тоа асасин делот од Физ, меѓутоа мислам дека од друга страна поќе би преферирал можеби да го тепаш лено да покажеш дека си подоминантен, дека многу подобро се покажа доколку имаат предност Хармони неголи кога се одлучуваат така да играат доста спор гейм. Гледаме и Вейн до душа сега. Во секој случај, она што да, Вейн е добар одговор на Зеки на Тарик. Пред се на Зеки на Тарик. Мислам дека тоа е идејата на тимот на Хармони. Но да видиме, имаме таргетирани банови кон Miss Fortune, бидејќи Еди Керри тој се уште активно како рол не избран од страна на Inhuman. Шен и ги видовме претходните банови на Шен и на Трандал и имаме Лебланк. Интересен бан Лебланк. Зошто би ја банирале Лебланк? Дали евентуално очекува дека може Молав дури да биде на топлен во ситуацијава? Можно е да видиме. Нешто има можеби нешто што знаеме ние, што не знаеме ние, што знаат Team Inhuman. Имаме Владимир. Не, Владимир најверојатно е то, Физ е мид. Не ми е јасен Лебланк Бенот, ама добро како и да е. Можеби Лебланк сапорт нешто со Вейн? Не разбирам. Не знам, се ли вообичаено. Меѓутоа, дали ова ќе биде Хайбер на ботлейн? Да видиме. Сега за сега е само Хавар на ботлейн. Афелиус, добро е. Дали ќе биде првиот Афелиус? Да, ми се допаѓа ова. Одлично. Ова е првиот Афелиус што го видовме уствари целиот турнир. Мислам дека толку е мал бројот уствари на Афелиус играчи во Македонија што е дури завчудувачки. Доста јак херој, меѓутоа бара многу време да се посвети на него, дека сите тие комбинации мора перфектно да се изиграат, иначе ќе има многу потешкоти да го игра овој early game, да не речам и late game дури. Hard to learn, hard to master, тешко се учи, тешко се мастерира чемпионот. Меѓутоа кога ќе станеш чудовиште на него веќе си феноменално битен во играта, посебно во mid con late game. Ќе видиме како ќе се покаже Inhuman како ќе игра и околу Афелиус, нели? Афелиус работа. Да. Ова е Зек топлен. И Касадин. Кој сега се Каков ова не го очекував. Значи има некоја информација очигледно. Како да очекува дека ова ќе биде Физ сапорт. Ова е најверојатно Физ сапорт, дечки. Најверојатно, да. Еспада прави чуда. Јас ви кажам, значи Еспада и Окрили Грах изненадуваат во сите геймови позитивно. Играат феноменално и сега гледаме тотално ќе видиме тотално нестандарден сапорт на ботлен. Немаме промени на тимовите, уште 25 секунди има, немаме свапови на хероите. Значи најверојатно Еспада се останува на Физ. Интересно, наистина не очекувано. Ова никош немаше да ми падне на крај на памет дека би можел Физ да биде сапорт во ситуација. Да. Освен ако не направа некоја уште почудна комбинација и да биде Олаф сапорт Физ джангл, ама очигледно сепак играчите најверојатно ќе се одлучат да биде Физ сапорт.
Едиме како ќе го изведе овој laning phase, дека малце ми е чудно да не речам. Дури Тарик мислам сепак како да може да направи повеќе демидж од физ вака без айтем и некако поконсистентен ми делува, ама кој знае може да изненада. Она што тимот Хармони е спремен, дефинитивно не е хармонија, барем не во тим компот, меѓутоа спремен е за шоутајм. Ќе гледаме интересен мечап на ботлен. Не знам мислам веќе нема што да менуваат. Спада се сапорт, веројатно ќе игра Физ на ботлен. Блайнднес сигурно го игра Касадин на мид, топ е Владимир. Имаат интересно многу magic damage. Освен Олаф и Вейн, или кои што се конзистентни и true damage више со Вейнот конкретно гемот, меѓутоа имаме многу magic damage од страна на тимот на Хармони и доколку убаво скейлаат од мид кон early и mid game, ако имаат предност во својот гейм, тоа ќе биде малце незапетлив тим комп, нема баш да биде лесно. Ќе видиме. Асасини на сите страни, беклайн керија, тоест беклайн дайвери на сите страни, нели? Физ, Касадин, Владимир. Ќе биде тешка оваа партија за Афелиос. Меѓутоа ми се допаѓа одговорот уствари што во сето ова успеа да го земат Тарик и да си го обезбедат, можеби барам малце краток период безбедност на Афелиосот. Да. И Оријана е тука, има добар фронтлайн и убав потенцијал за евентуален engage на fights. Значи чисто да искоментираме додека чекаме малце и самата нели тим композиција на Inhuman. Inhuman всушност да, како што кажа ти, паметно бира, посебно паметно бира во ваква една ситуација. Значи имаме Тарик со неговото улти присуство во тим файт, имаме Зек, имаме Оријана, меѓутоа е скейлинг, целиот комп е скейлинг, освен Джарван, сите други се mid кон late game веќе чемпиони, а early геймот со ваков еден противнички комп треба да се преживее така да со среќа. Па мислам дека early геймот не е ни кузна колку доминантен од страна на Хармони, барем за миди топ, а од друга страна Джарван не е некој херој што може да падне кузна колку назад во Олаф. И што е најинтересно, многу од играчите имаат преференца да играат Джарван во Олаф, бидејќи Олаф кога ќе дојде до 6 левел и Джарванот ако е во позиција уствари да гултне само, ако нема флеш Олаф, да пушта Рагнарок, да пушта било што, нема теоретски шанси како да излезе оно тој катаклизам. Значи, ќе биде тотално фатен во таа позиција и нема што да прави. Така да, мислам дека е сосема соодветен одговор, меѓутоа сепак зависи тоа како ќе се изигра early геймот и дали ќе успее да направи некоја значителна разлика, иначе мислам дека ќе биде сепак залудно да речам. Така, ќе видиме. Значи останува на нас да го посведочиме геймот, имаме уште некоја секунда до fair play counterот и чекаме да влеземе во вториот гейм од серијата помеѓу Team Inhuman и Harmony, две екипи кои што ги видовме веќе еднаш, вчера има убави денови и двете. Она што останува да видиме сега дали Team Inhuman ќе одговори после првиот гейм. Серијата ја води Harmony со 1-0, ќе имаме ли изначување, ќе заврши ли оваа серија после овој гейм, останува да видиме. Искрено сакам да ти кажам, сакам да видам изначување. Исто се надам и како изгледаше првиот гейм, мислам дека сакам да ги видам Team Inhuman повторно да се вратат, да возвратат со агресија, да направат нешто невообичаено. Доста окей пико имаат сега, меѓутоа сепак зависи на тоа како ќе ги изиграат и дали ќе успеат да направат соодветни одлуки во право време. Така, се слагам со тебе, Даме, ако нешто ми е битно, тоа е да видиме 50-50 гейм во кој што немаме Snowball, тоа се уште не го видовме на стрим. Имаше еден гейм вчера што го коментиравте ти и Дарко и тоа беше некаде најблискиот гейм, не сеќам точно против кој два тима беше на стрим, меѓутоа се надевам дека и во овие серии, во финале, полуфинале и така натаму, кај што навистина секој гейм е битен сам за себе, меѓутоа е битен за серијата, ќе видиме барем изедначување и да видиме, сакам да го видам оној резултат и мислењето на играчите кои што после таква една серија која што е изедначена се акомодираат на пиковите, на бановите и така натаму. Тоа е она што ми фали искрено денеска, посебно во овие Best of 3 што ги гледам. Ми се допаѓа што барем од колку што ги познам ја Team Inhuman, мислам дека се доста позитивни играчи и не се некои што дури во лоша ситуација би преферирале да кренат малце тензија, да почнат да се карат и така натаму и така натаму. Меѓутоа сепак мислам дека нема и тоа да игра кој знае колка улога колку што
Чекай, сакаш да кажеш дека Team Inhuman се всушност хармонични играчи? Па да, може би по-хармонични. Окей, хармонични играчи против Team Harmony, ова е интересно ќе биде, да. Меѓутоа, сепак да видиме дали притисокот малце ќе игра улога, дали сепак тоа што играат полуфинале моментално, дека и тоа може исто така да игра некоја улога. Да. Геймот почна, меѓутоа веднаш беше паузиран. Се жали некои од играчите на проблеми со интернет. Класика, нели? Меѓутоа, она што гледаме на мапата од распоредот, нема да видиме хаотични прејави на прв левел. Имаме еден мини агресивен, така да го кажеме, вард од страна на Еоклел игра. Два дисконекта, веројатно ќе се вратат во игра брзо. Да, вратени се веќе во игра, меѓутоа нешто што би сакал да прокоментирам, дали Олафот воопшто ќе се одлучи да иде на некој си агресивен late invade. Еднаш не го видовме тоа за време на целиот турнир. Нешто интересно што уствари би функционирало многу добро во противничкиот тим. Со оглед на тоа дека нешто што треба да се зема предвид. Афелиос на почеток нема повеќе од една магија, го има само пасивот уствари. Само може да смени оружје, ништо друго. Така да ако го злоупотреба тоа, можат многу лесно да земат уствари барем еден кил или пак евентуално да го тргнат повторно пајкот со джунгла. Ако се одлучат тоа го направат, мислам дека ќе земат многу голема предност и ќе ги стави повторно во возачко седиште и да ќе можат да продолжат да држат газ, да не речем. Само тоа треба. Со оваков тимком. Тоа е добра синергија. Најбитната работа во оваа мета во моментот. Да. Да, како и да е, чекаме. Мета уствари пред се за секој тим. Добра синергија. Да, меѓутоа најчесто на почетокот, ако се сеќаваш оние први сезони на League of Legends, до пред некоја сезона, тоа е всушност го одреди правецот, тие таквиот типи начин на играње, го одреди правецот на движење на League of Legends низ годините на развој. Ако се сеќаваш во првите сезони имаше многу лейнинг, имаше jungle farming, имаше тимфајти кои што, значи се сведуваше на лейнинг, крипскор, фармање чуда, се додека не доеше крајниот дел на геймот, кај што беа активни баронот. Тука Касади во маца лоша позиција, меѓутоа најверојатно сакаше само да бардне. Да, доволно искусно. Да. Сакам да кажам, со текот на времето самиот начин на играње на играта од 40 минути, 50 минути геймови сега се претворени во динамични, скирмиш фајтови, мид-джангл синергија уште од почетокот на геймот, джанглери кои што постојано се на лейновите и така натаму, и ганкаат, ерли джанглери се подоминантни. Тоа е нешто што е сменето во текот на League of Legends од порано до сега и пред се е сменета динамиката на тоа колку трае една партија и колку побрзо, колку поактивен треба да си. Така да ти треба синергија низ цела партија за разлика од потребата од синергија од teamfights на крај на гейм. Да, тоа е промената. Меѓутоа мислам дека тоа беше отплика последица на тоа што имаше два глобални сервери, кои што едниот беше европски, другиот беше амерички, ако не сум грешка. Не знам дали има воопшто, мислам дека евентуално има некој си во Азија сервер. Или не, уствари ако не сум грешка, сите корејци, кинези, јапонци играат уствари на секој регион има посебни сервери во моментот. Не, ова не се навраќам уствари на дискусијата. Значи, работата е што тогаш играчите нема своја лига, нема уствари како да играат со пристоен пинг, така натаму и така натаму. Треба да се зема први дека некои работи што ги експериментира корејците почнаа да излагаат тек веќе на четврта сезона. Значи, кога ќе се зголемат повеќе, мислам, кога ќе има повеќе лиги, кога ќе се може да се спореди уствари геймплејот, кога ќе видиш дека има различен начин како можеш нешто да искористиш, тогаш почнува многу нормално да се крева квалитетот на сите играчи. Така да мислам дека тоа беше период кога почна уствари да станува играта малце позахтевна, да излагаат некои поинтересни работи и тоа искрено тогаш почна да се крива на уште поголемо ниво компетитивната сцена на LoL. И стана да не речам глобална e-спортс атракција на моменти. Така е. Тоа е точно, дефинитивно, затоа што станува збор за лиги во однос на турнири. Во другите игри се играат турнири, овде станува збор буквално за лига,
кое што бара конзистентност, бара постојано инвестиции, бара постојано нели ангажман и на играчи, и на staff members, и на организации, и на Riot, и на целосната таа инфраструктура која што постои околу League of Legends. Меѓутоа, доста беше... Геймот интересен разговор, ова е добра тема за дискусија. Така да одиме со геймот, гледаме мирен гейм, затоа ни даде и опција да можеме малце си поразговараме на оваа тема. 400 гол разлика, чисто заради тоа што Олаф има побрз клиер джангл од Jarvan, и тоа е тоа. Да, мислам дека моментално Jarvan треба да има респект према Олаф, дека сепак е уште во фаза кај што е појак, не може да му контрира, не може да му се спротивстави. Гледаме често се движи околу ботлена, меѓутоа од друга страна нешто што гледаме што Физот воопшто не се одлучува да игра агресивно. Да видиме првиот генг го имаме на Пайко на ботлен. Имаме одма флеш на Б. О, маца лошо е искомбинирано, немаше тука флеген дрег, не постави знаме. Jarvan видоа Пайко меѓутоа лоша позиција, флешна за не добие конден во зид. Да. Олафот се доближуваше, го видоа, има авар. Мораше да избегаат на време, веќе е тука во близина во трајбрашот на противничкиот ботлейн. И мислам дека сега ќе се обиде со агресивна џунгла, да видиме. Или да, моментално знае дека нема флеш, Jarvan така да може што сака да прави во противничка џунгла. Да. Цел левел е напред. Сега во позиција за флейн, Jarvan е во трајбраш, да видиме. Ќе се видат ли двајцата џанглери? Има пингови, да видиме. Знае дека моментално Олафот е во нивна џунгла, меѓутоа Олафот нема кој да го покрие. Олаф оди на Дрейк, да видиме. Мислам дека ова е фри Дрейк за Олаф. Да, дефинитивно. Има веќе джангл айтем, има еден лоу, што се доволно. За малца мислам дека ќе има после тој рут ќе има каунтерплей, меѓутоа останува и понатаму полкот на ботлейнот едната и од другата страна. Еве го првиот Дрейк на геймот, Mountain Drake за тимот на Harmony. Еукрели Грах игра феноменално целиот турнир, она што јас можам да го забележам уште од првите геймови, по оној претходно што го гледавме, постојано е кај што треба да биде. Кога треба на објектив е на објектив, кога треба да биде на лейн да ганка или да каунтер ганка е на соодветното место. Така да мислам дека и кога треба прави притисок, кога треба да го опушти притисокот на својот тим истото го прави, така да внимавајте на овој играч. Да, мислам дека има супер комуникација со своите соиграчи. Знае кога може да игра агресивно, дефинитивно, јасно му е кога не може никој да го прати, која е во лоша позиција, така да се полекува. Сега за сега супер контролира. Иако моментално нема паднато ни еден кил, он има покажано страшна доминација во џунгла. Дупли фарм скоро за разлика од Пайко, но се надеваме дека полека, но сигурно Пайко ќе почне да попапа, да се покажува себе си во геймот. Немаше флеш, меѓутоа ќе се врати, ќе се регенерира и ќе биде... Ако има тука информација дека Оријана е назад, дефинитивно треба да се насочи према тој блубав. Сега има тука кај блубавот едно мало групирање, успева да го украде противничкиот блубав е играк, да видиме. Нема флеш, немаше ни кил, тамо дефинитивно имаше добра позиција да земе кил, има Рагнарок. Тука. Има Рагнарок, тука е Касадин. Наврате ќе падне тука е Джабот. Фрзлат Касадин. Ќе трена кил тука, Касадинот е во окей позиција, може да се повлече. Мислам дека ова сепак е во полза на Team Inhuman. Иако да речеме Касадинот успеа да земе кил, меѓутоа тој кил на Оријана дефинитивно ќе им возможи да играат барем малце поагресивно и ќе им врати барем малку од притисокот што го изгубија за време на early game-от. Да, она што е важно всушност е трейдот на кил на джанглер за джанглер. Практично ова ќе го успори колку толку Олаф, ќе го асоцира, бидејќи го вратија во база, мора да оди во својата џунгла сега и барем некој фарм Пайко ќе може да собере оваа цела ситуација. Приметуваме во Крели Град постојано врши притисок врз Пайко. Така. Цело време МК да го доминира доста добро, имаме водство во фарм, имаме постојан притисок врз Струја.
една работа што можеби требаше да се одлучи Пайко во ситуацијава да земе Бами Синдера место да заврши тој цел джангл айтем. Работата е сакаш да успееш уствари да го исчистиш, да исчистиш твојата џунгла што побрзо, дека моментално не си веќе во позиција да се тепаш со тој Олаф. Иако имаш да речеме скрмишер север, моментално нема да ти гарантира дека ти ќе бидеш доволно безбеден за да можеш да играш како сакаш. Значи моментално гледаш само што побрзо да ги чистиш камповите, да пробаш некако да го извадиш овој early game, да патиш левел 6 и после тоа евентуално да Из во лоша позиција само да го проследиме ова, Пайко го успеа да го флеген дрек да го фати, но мислам дека ќе успеа со спација Спадас, да. Jarvan нема уште левел 6, така да не можеше да го испрати сето тоа. Беше малку и далеку неговиот ботлен, но како и да е, во секој случај, она што мораме да го забележиме, мораме да го приметиме во моментов, се оние два. Сега е веќе само еден, бидејќи едниот вард истече, меѓутоа оној агресивен вард кој што е Спадас, скубна време од својот лейн и отиде да го постави во кај противничкиот редбаф, ако можете да го приметите тој Vision вард на минимапот. Добра екипа која што планира пред време што да прави и секогаш ја варда противничката џунгла барем да добие информација барем за джанглерот кај се наоѓа и каков е неговиот патинг во даден момент пред да испланира било каков потек. Сега гледаме Олафот, знае дека Jarvanот е на долната страна од џунглата и си го зима Хералдот без никаков одговор. Да, тој вард е тоа што им ја дава таа информација, само што добар сегвеј, нели? Само што успеавме да искоментираме што е важното. Олаф искористи ситуацијата, знае кај е Jarvan, отиде го зема Хералдот и мислам дека ќе имаме плей на топ лейн. Не ми се допаѓа што моментално Jarvan воопшто не се одлучува ни да чисти својата џунгла. Има моментално исчистена само еден камп во последните 2-3 минути. Моментално имаат информација дека Олаф е топ. Затоа отиде таму Олаф, се појави на вард на топ лейн. Да видиме само одличен фајт имавме тука, Вене во лоша ситуација. Меѓутоа какво? Премногу слабо, сигурам дека ќе успее да преживее од целата ситуација. Тука и Jarvan, меѓутоа Jarvan дали ќе успее да направи тоа демидж? Без умира, меѓутоа не знам дали беше ова паметно да се изигра толку агресивно. Мислам дека ова ќе беше некој, да не речем очајнички плей во ситуацијава. Имаат импресија како премногу притисок да се прави на нив, мораат нешто да направат, меѓутоа баш напротив, мислам дека требаше да причекат барем уште малце и да играат малку посталожено, кога ќе стигнат да речеме до тие power спајкови што ги добиваат како на Фелиос со Essence River, можеби после тоа кога ќе направи и Hurricane, меѓутоа не знам, малце неспецифично. Не треба тоа да се случи уствари со ваков тим. Откриен, да видиме само успева да го зема сепак тој дрек, да видиме сега Пайко е повторно во лоша ситуација, Blindness. Blindness прати како се игра оваа игра, нели? Сега дека е кај што треба да биде. Сега ќе притисокот е врса Фелиос, фатене станиране Тарик. Меѓутоа Тарик има флеш тука, најверојатно ќе успее да избега. Blindness се уште тука. Добар лут. Успеа да ги зонира успеа да купи доволно време за своите соиграчи да отидат во добра позиција, меѓутоа се одлучува да се повлечат. Може и да беше попаметно, бидејќи нема информација кај е Jarvanот. Така е, значи Хералдот беше повеќе за да се искористи ситуација да се сопре било каков дисенгейдж и да се фрли фокус на туретот, плюс неколку плейтови зема од себе ова, мислам дека 2 плейта или 3, не го приметив тоа, меѓутоа како и да е. Сепак ова е мини win, нели? Малите победи носат кон големата, ова е мала победа за Harmony. Значи, сега за сега Јокрил играч се покажува за цела класа како да е подобар од противничкиот джанглер. Воопшто не му дозволува да го игра овој гейм. Гледаме агресивно иде на миден, меѓутоа не верувам дека тука ќе успеат нешто да земат. Има краток трейд или така. Сепак имат агресивно, имат му флеш. Ги видите кој Спадас што прави на ботлен. Главниот демидж дилер уствари. Тука не верувам дека Тарик ќе може да убие Вейнот, нема информација Вейн каде е Jarvan и заради тоа не продолжува агресивно да игра таму. Иако можеби и можеше да продолжи со оглед на тоа дека имаше хил. Гледаме константни трейдови на топ лейн, меѓутоа тука е Олафот.
гледаме флеш од страна Зек, најверојатно имаше пасив од Нема самата бейс, ситуација. меѓутоа ќе се вратиме на овој фајт на топ лейн. Да, има пасив моментално. Меѓутоа Олаф има смајт, тоа е дефинитивно кил. Да. Оу, го смајтна грешниот бабл и на крај успеа да трейдне кил таму. Да. И покрај тоа што Зек не е Зек кога е во пасив, нели тука е збирка од Bubbles, која ги напаѓате Bubbles, туретот ве таргетира. Еокрел играх полета, успеа да седне еден од тие Bubbles. Дојде под турет, го прими демиджот и за жал 1 за 1 на целата таа ситуација на топ лейн. Но како и да е, тоа му дозволува да го пушне својот лейн Владимир. Да гледаме на ботлен одличен одговор од страна на Team Inhuman. Поради сето она што се случуваше на топ лейн, тоа што умре таму Еокрел и Грах, Пайко, Копер и Хенгејо кај успева да го земат туретот на ботлен. И тоа е всушност првиот турет на геймот, first турет голд бонусот оди на страна на Team Inhuman. И се допаѓа како одговараат сега за сега. Меѓутоа од друга страна гледаме игра агресивно Зек. Малце во лоша позиција, нема веќе пасив. Владимирот искористи улти, се враќа на половина HP. Продолжува трейдов и трае, меѓутоа нема како да станира таму Зек, немаше крип околу него. Најверојатно немаше веќе ни кулдауни така да се повлече. Мислам дека тоа беше дефинитивно паметна одлука, не Гледаме знаеше. рол на Blindness, Олаф е веќе во противничката џунгла, они чекаат овдека некаков пик очигледно. Ќе видиме како ќе се одвива оваа цел, оваа цела намештајка, така ќе ја наречам, што е спрема Хармони. Интересна работа што моментално дури Олаф Мислам дека го чекаат Джарва, меѓутоа Джарва не се појави тука и решија да не губат многу време и се повлекоа назад. Одиме понатаму, извини, повели Дамо. Не, работата со Олаф што иако да речеме не е во позиција да ганкне негде, самиот притисок што го прави на Пайко усвари ги ставува ситуација противничките лейнери да играат доста уплашено. Гледат више тука Джарва игра предногу агресивно. Тоа е сетапот. После тој флеген дрек и од тоа улти што беше зониран, немаше како да избега уствари веќе Джарва. Да. Сосема непотребно да иде толку агресивно. Мислам дека Маца лошо ја чита целата ситуација, тука е Касадин за добар пик. Гледа агресија на ботлейн. Како плей од страна Гису овдека? А Фелиос умре прерано и отаатите се во лоша позиција, тука Тари ќе умре и Тарикот нема доволно HP, тука е Касадин. Сосема доволен демидж. На вистина добро игра Касадин. Blindness многу добро се покажува сега да видите. Се прати, знае кога треба да игра, знае колку може агресивно да игра, знае точно колку демидж прави. Така е, за сега она што го гледаме на овој гейм е уште еднаш повторно доминација во раната фаза. Она што Олаф требаше да го направи соодветно. Имаше неколку 50-50 ситуации во кои што Пайко одговори предобро на тоа што се случуваше на мапата и општо на фајтовите што ги гледавме, меѓутоа сепак имаше и ситуации во кои што потврдија сите како тим и сега за сега веќе во 17-та минута влегуваме во мид геймот, меѓутоа сноуболот е започнат 6000 голд, 6500 голд скоро предност за тимот на Хармони, 3 Дрейка, 2 Хералда, тој седниот Хералд веќе го искористија, вториот е на мапа. Мислам дека сега пингаат за вториот Хералд, тимот на Хармони. Тука мислам дека ќе се насочи меѓутоа фатене е спада. Нема флеш тука? Иде агресивно Касадин. Блайнднес не се плаши да се тепа на овој чемпион. Очигледно еден од неговите посилни страни. Дефинитивно, значи во овакви ситуации дефинитивно. Владимир сега во беклайн. Ова е најверојатно мртов Папилиос, ова може да продолжи по-агресивно. Тука има добра позиција, имаат уште еден кил. Моментално ова дефинитивно ќе биде уште еден турет, ако не дамова рака ќе биде и Хералд. И се чини дека Хералдот е идејата, да, еве го веќе Еукрел играх се. Меѓутоа имаме дисконект. И двајцата играчи добиваат дисконект, има мал дисреспект, најверојатно. Да, меѓутоа не сум сигурен дали знаат, нели, во принцип не верувам дека намерно. Да, поќе делуваше како некој си, да не речам tilt play. Не, се надевам дека не е така.
Добро, како и да е, нема пауза, геймот продолжува, окей. Може би си во право, клаймакс? Сигурен. Малце необичаено ми изгледа Да, ова. нема... Окей. Не сум сигурен што се случува. Гледате, ево Крелиграк стои. Се Еве го, врати се враќа 20 назад, играчи. Гледаме флеш од страна на Пайко. Тука Бейн е во добра позиција. Навистина не ми е јасно зашто не отидоа на пауза луѓето. Како и да е, МКД Про. МКД Про играше одлично и вчера. Го видовме многу добро во претходниот гейм. Исто така се покажа денеска. Имаше досаден лейн, мораме да признаеме, иако цело време беше он го правеше притисокот, он беше во офанзива. Таму се дешаваа плейовите заедно со Олаф, меѓутоа сепак она што мораме да го забележиме е дека човекот игра доста добро и во моментот кога треба да биде дел од својата екипа е дел од својата екипа. Да, интересна работа што уствари неговиот чемпион пул беше константно таргетиран и повторно успеа да ја одговор. Од друга страна тука Тарик е во лоша позиција повторно. Мораше да го истроши и своето улти. Тоа значи дека следниот притисок ќе биде кон мидлейнот, очекувам, бидејќи само тој... Не, ова најверојатно ќе биде Барон. Веќе има многу добра, во многу добра позиција се за Барон, има веќе Блейд на таа Вен, прави сосема доволно демидж, нема како веќе Тими Хјума да влезе во да се доближи уствари пред се према тој Барон пит. Нема вижу. Сосема безбеден Барон. 20 минута Барон за Хармони, доминација. Имаме 11.000 голд предност, имаме 16-4 кил скор, имаме 3 дрейка, всушност се и веќе во Dragon Soul Point, така да тоа е нешто можеби што ќе го видиме следно, а тоа е осигурување на Infernal Soul. Да, мислам дека нешто што моментално би било како приоритет е ствари да отвора тој последен аутор турет на мидлен. Да, да може да нели има се уште сега уствари имаат и Барон практично, што и да коментираме веќе дополнително непотребно. Прост притисок е само со пушење на вегот на мид и Тарик тука нема улти, нема флеш. Одличен Апелиос лес лоша Blindness. позиција, Blindness ја чисти сите уствари. Ова најверојатно ќе биде уште еден кил. Флеш. Флеш тука одјавна. Преагресивен е овој играч, феноменално. Види тоа не попуста, ова најверојатно ќе биде кил уште еден. Добар, 1 за 1. Многу близко. Но Лаце фали се тука да го зима овој кил. Сепак се одлучи да се врати назад и зима уште еден кил. Blindness, Dominating, Godlike, Legendary. Нема зборови веќе. Добро, очигледно знаат што треба да банираат сега противниците во финале. 8-0-5 Касадин. Струја ќе се обиде да сопре малце овде од целиот овој атак, меѓутоа мислам дека го имаат со Шели и првиот инхибитор. Меѓутоа ако падне уште еден кил моментално, ова најверојатно ќе биде гейм. Веќе нема како се справа, Тарикот е многу хапен, нема моментално улти, нема ни Апелиос улти. Сите ресурси што им требаат уствари да го врат за ништо малце Пайко. Ај па страна МКД Про. Во лоша позиција се сите, Пайко е веќе избришан. Ова дефинитивно гейм. Ова е Веќе гейм, нема да. како да се справат. Го гледаме нашиот втор полуфиналист наш. Тоест мислам финалист, пардон. Така е, вториот финалист во моменти каде што повторно Ел Крелиграк имаше клучна улога во early геймот на тимот на Team Harmony. Исто така имавме одличен сега за разлика од ботленот со Еспадас кој што воглавно сјае и со Гису за тимот на Harmony, овој пат во прв план мораме да ги ставиме Blindness и МКД Pro. Двајцата покажа одличен притисок на своите лейнови. Видовме неколку битни роумови од страна на Касадин во раниот дел на играта. Тоа им донесе огромна предност во моментите кога требаше, во оние бројчени разлики од 2 на 1, 3 на 2 на топлен, па и на ботлен, нели, со присуството на Олаф. И тоа е тоа што уствари геймот брзо го сноуболаше и го донесе на страната на Team Harmony. Team Inhuman се држеше во моментите кога требаше се држи прилично окей. Сака они помирен гейм, меѓутоа за жал заради ромот на Касадин, заради потенцијалот на Олаф во early гейм, не успеа да дојдат до своите
опции да скейлаат полека како се движи крајот на геймот и тогаш нивните херои да станат чудовиштата што треба да станат и да ги однесат до победа. Жално што не гледаме изедначени серии, меѓутоа добрите тимови ги искористуваат сите свои позитивни страни, играчите си ги искористуваат сите свои позитивни страни и успеваат брзо да ги привршуваат овие серии. 2:0, победа на тимот на Team Harmony, а со тоа и влез во финалето. Ке гајаме многу интересно финале, Team Harmony против Reborn. Она што всушност останува е да доанализираме клајмакс, да видиме како во бројки изнесува победата на Harmony. Па сега ќе ти оставам на тебе, Маце. Па бројки, Маце, специфично со оглед на тоа дека демиџот што може да го направат Касадин и Владимир беше страшен, да не речам. Моментално има 20.000 демидж направено Владимирот и поголемиот дел ствари од демиџот што го има, тоест ако не еден од играчите што има најаки демидж направено во цело овој гейм, работата што можеше константно да се треда против Зекот еднаш не успеа да се спротивстави на тој Владимир, сепак е многу специфична ситуација кај што треба некако да воведеш уствари Владимир да влезе во Sanguine Pool, за да можеш ти да продолжиш со таа агресија, иначе он ќе има цело време начин како да се тргне од тебе. Значи тоа беше единствената ситуација што мораше да се случи, меѓутоа малце тешко да се направи со Зек. Не знам, наистина интересен гейм. Ова беше феноменално изиграно. Нема што многу да се искоментира. Можеби требаше евентуално Джарвано да одлучи да прави некои по непредвидливи клирови за да може да се врати во гейм, бидејќи имаше ситуации кај што можеше он уствари да придобие барем уште малце фарм, некого да се подврати во гейм, не дека беше комплетно завршен геймот после тие агресивни плейови што ги направи Олафот. Може дефинитивно да се врати во гейм, дека малце се успори целата таа ситуација кога дојде таму не 10-15 минута, Олафот веќе почна да губи притисок, меѓутоа грешките беа толку многу што не им дозволи уствари да ги што не дозволи уствари Harmony да капитулираат на мислам што уствари не им дозволи да маса се спомеша. Не да капитулира, туку воопшто да кренат од онаа првична дистанца која што или предноста што ја направи Team Harmony врз однос на нив. Океј, фала ти Клајмакс за анализата. Она што сакам да го најавам следно е дека влегуваме во пауза. Значи имаме две завршени полуфиналиња. Ставаме пауза на моменталната ситуација на стримот, ве очекуваме назад за големото финале во кој што ќе се сретнат Team Harmony и Reborn Esports. Финалето започнува во 18 часот, така да малце ќе земеме здив, ќе си ги подготвиме гласовите за финалето, јас, Клајмакс и Паци, и ќе се спремиме заедно да ви ги префрлиме нештата како што се случуваат во големото финале. Имаме два одлични тимови и се надевам дека во 18 часот ќе се вратите на стримот и ќе продолжите да гледате и понатаму.